Поранешните вработени во ОХИС не се откажуваат и овој петок излегоа на протестен марш. Не ги примија ниту пратениците од собранието, ниту од Министерството за правда, ниту во владата. Велат нема да отстапат се додека владата не одвои над 5 милиони евра за 24 заостаднати плати на работниците. Тврдат дека пари од имотот на ОХИС има, но надлежните го дале за багателна цена, додека работниците останале со празни раце. Владата сега на луѓе што го купуваат, че им го даде по 1 евро по законот. И некој што го купил за 4 милиона ОХИС и сега нешто што ќе ни исплатат или ќе даде он, ако збориме, ако го купи по 1 евро, ќе даде 1,5 милиона или 2 милиона евра, значи он за 7-8 милиона евра ќе го купат, а ќе заработат преку 120 милиона евра. Што значи е жива неправда. Работниците се револтирани. Едни се во пензија, други без работа, но сите со огромни долгови. Велат си го бараат само тоа што го одработиле и тоа во мизерни услови подложни на хемикалии кои им предизвикале здравствени проблеми. Сметаат дека поделбата на парите од стечајната маса е нереална. Еден работник побарува 5000 евра во плати, а му следуваат едва и 100 до 200 евра. Гневни се бидејќи наместо долговите кон работниците, први ќе бидат подмирени големите компании. Делењето на парите не е пропорционално, него некој став нивни, како го земале не знаеме. Сакаме да разговараме со стечајните, они не избегнуваат, со судијата не избегнува и целата работа сега е закочена кај судот и доверителите. Поранешните вработени во ОХИС им се извинија на Скопјани бидејќи поради нивните протести сообраќајот е отежнат во главниот град, но велат никој не треба да остане без пари на овој начин. Од стечајната маса им следува едва и петина од 7 милиони евра пари добиени од продажба на фабриката. Протестите ќе продолжат секој вторник и петок, се додека владата не најде пари да им ги исплати за останатите плати и придонеси.